Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за анестезија кај деца. Како функционира? Колку е безбедна? Што се случува пред операција, односно кои подготовки и проверки се неопходни? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема, асистент доктор Васко Демјански, субспецијалист по педијатриска анестезиологија. Доктор Демјански, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов. Сања, секогаш е пријатно да се биде ваш гостин. Знам дека анестезиолог е тешка професија, меѓутоа детски анестезиолог претпоставам дека уште потешко. Да, си има свои специфики, свои различности. Сега анестезијата во суштина е иста, како кај принципот е исти како кај адултната популација, така и кај педијатриската. Меѓутоа не можеме децата да ги сметаме како мали возрастни. Па токму и затоа тоа нека ми биде како прво прашање како функционира анестезија кај деца, колку се разликува од анестезија кај возраст? Така. Нивната физиологија, нивното дишење, циркулација, метаболизам се различни. Затоа лековите, дозирањата и техниките мора да бидат внимателно приспособени за нивната возраст и нивната телесна тежина. Предпоставам дека секогаш кога на некое дете, на бебе, дете, тинејџер треба да му се прави операција, она што родителите предпоставам дека и ги плаши, колку е безбедна анестезијата кај децата? Педијатриската анестезија и општо анестезијата денес е исклучително безбедна. Значи со современ мониторинг, со современи техники и обучен профилиран кадар, ризиците се сведени на минимум. Сериозните компликации се исклучително ретки, како кај нас, така и во светски рамки, така да можеме да кажеме дека анестезијата е исклучително безбедна. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Демјански, за кој се случај е потребно да се стави анестезија кај дете? Така, значи најчесто, кога зборуваме за анестезија, подразбираме анестезија за операција или за хируршка интервенција. Меѓутоа, многу други процедури, како диагностички снимања, некои диагностички процедури кои што кај возрастните се изведуваат, може да се изведуваат без анестезија, како колоноскопии, гастроскопии, магнетни резонанции, кај децата мора да бидат под анестезија. Пред се за детето да соработува, да биде мирно и второ да не чувствува болка, не само физичка, туку да нема и физиолошки стрес. Така да широк е диапазонот за употреба на анестезија или барем блага седација кај детската популација. Освен за хируршка интервенција, каде што можеби се успива целосно детето, ги споменавте овие диагностичките процедури, магнетна резонанца, компјутерска томографија, таму треба да биде исто така целосно успиено или... Така, нив еден вид на аналгоседација или така да речам лесна анестезија. Значи детето пак е комплетно заспиено, да не чувствува ништо, да не се сеќава на ништо. Меѓутоа се разликува секако од општата анестезија во сала, каде што веќе тука имаме интубација, приклучување на машина за дишење и слично и многу повеќе лекови. Така, сега кога веќе споменавте како е во сала, што се треба да се направи за да се даде анестезија, кои се најголемите ризици при давање на анестезија кај деца и како да се минимизираат? Така, ризици имаат секоја медицинска процедура си носи свој ризик, така и анестезијата. Сега ризици кај деца, да, постојат во педијатриската анестезија. Ќе пробам вака компаративно да ги кажам кои се спецификите за разлика од возрастната популација. Би почнали уште од почеток самиот вовед во анестезија и самата интубација, односно пласирање на тоа црево за дишење, што се вика тубус. Кај педијатриската популација е малце поделикатно и поспецифично заради нивната анатомија пред се. Голема глава, голем јазик, издолжен епиглотис, ларингс кој што е повисоко поставен и така натаму и така натаму. Понатаму, физиологијата, односно органските системи кај децата се недоволно развиени. Што се однесува до дишењето, тие се повеќе склони кон иритација на дишните патишта, ларингоспазми и слично. Има нешто што се вика функционален резидуален капацитет, кој што со односот алвеоларна вентилација и функционален резидуален капацитет кај децата е многу поголем отколку кај возрастните и тој, да речем, амортизер, посебно под анестезија,
кој што дозволува кај возрастните да задржат кислород во крвта подолго време, односно во минути, кај децата тој амортизер се губи и кај нив се брои во секунди, така да мора да реагираме брзо и секај нив е некако поспецифично самиот вовет и самата интубација. И другите органски системи, например бубрезите тек после втората година матурираат како целокупната популација, кардиоциркулаторниот систем исто така, гастроинтестиналниот, склони се кон хипогликемија децата затоа што немаат резерви на гликоген и уште еден момент се склони кон хипотермија, односно ладење на телото, намалување на нивната телесна температура. Со односот на површината на телото во однос на телесната тежина кај децата е многу поголем. Потоа имаат супкутано ткиво кој што е 2 пати помало отколку кај возрастните и ги немаат тие механизми за одржување на телесната тежина. Значи во секој случај многу е потешко кај деца отколку кај возрастни. И тоа е еден од ризиците споредбено со адултната популација. Меѓутоа имаме знаење, имаме механизми и ресурси за сето ова го минимизираме. Так, доктор Демјански, пред да продолжиме имаме гледачи. Повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Па, уште зборува докторот. Намалете го звукот на телевизорот, затоа така ви се чини. Во програма сте, повелете. Ало? Во програма сте, господјо, повелете. Добро. Се работи за еден внук ми, кој сега има 30 години, а на 17 години се оперираше слепо црево. Добро. После тоа, добро помина операцијата, иако беше малку закаснета да не перфорира, а цревото после кога го изнесла од интензивна, не можеше да се освести 2 сата. И ја кога отидов, кога видов дека не е уште освестен, мајка му, сите беа, докторките околу него стојат. И викам, па зашто своите дај превзимате нешто, не може слепо треба да биде толку време неосвестен. Операцијата кратко трае. И тогаш ќе праша докторката што била од Скопје дојдена и она вика, одма уклучете му ова крвна плазма. И само што му уклучија крвна плазма, он почна, вика, Варво, те слушам све што зборуваш, што викаш, а све знам, ама не можем да зборам, не може да мрдне, а он 2 метра дечко ќе го изгубиме од едно слепо црево. Втор пат од фистула се оперира. Вториот пат па уште повеќе. После операцијата, мајка му е медицинска сестра, али чекаме на докторките. Докторките стојат, детето уште не се дечкото освестува. Така, значи... И тогаш јас пак им кажав, од дома со папучи отидо, викам, како може да не се освести од фистула толку време? Ќе ве молам, дајте докторката прв пат што го оперираше, кажа дека со крвна плазма уклучување ќе се освести. Добро, да, значи реакција, всушност дилемата им е, значи, да, 2 пати после анестезија, така вели. Иако немаме нели целокупната слика, не ја знаеме, господјата ми даде доволно информации за тоа да претпоставам што може би се случило. Најпрвин, поспаноста после анестезија е нормална работа. Меѓутоа, кога го спомна моментот со давање на крвна плазма, претпоставувам, не можам да тврдам, дека се работи за недостаток на еден ензим наречен псевдохолинестераза и мускулните релаксанти кои што ние ги даваме во текот на интервенција поспоро се разградуваат. Може би да станува за тоа збор и веројатно е, и затоа добра анамнеза или при следна некоја операција мора овие работи да се потенцираат на анестезиологот за да знаеме со што се соочуваме. Да, иако не е ништо страшно, цело време пациентот е сигурно бил под стручен надзор и е преземено се што треба. Така. Ке ве прашам нели колку е важна тоа анамнезата, меѓутоа имаме гледачи, повелете во програма сте? Здраво, се слушаме? Да, во програма сте, повелете. Вака, имаме детенце кое треба на година дена да прави магнетна резонанца на мозок. Но при последната контрола пред 3,5 години се случи нешто, мислам, го изгубија поради тоа што
дали имал секрет или поради частите гнојни ангини многу му се големи крениците па имаше затворено грло, не знам што точно се случи. И од тогаш немаме направено магнетна резонанца со анестезија. Детенцето сега има скоро 8 години. Пробуваме нели без анестезија да лежи, но има како трауми од сите тие снимања. Јаве веќе 3,5 години немаме направено контрола. Од друга страна, кога ги вадиме крениците, уште една, да речам, ќе му направиме траума. И сега не знам дали е детенцето на кој начин да се утврди дека крениците се во добра состојба, дека не може пак да се повтори истото, односно да му се затвори грлото во текот на снимањето. Инаку станува збор за кратка интервенска анестезија, не е за долготрајна, каде што не се става тубус, туку само маска за дишење. Но бидејќи грлото веројатно му се опуштаат мускулите, му се затвара ради големите крајници, едноставно не може да диши, не може да се направи контролата. Да ни даде некој предлог докторот или да појдеме кај него кај работи и да се консултираме. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве веќе се соочени со една траума. Мој предлог е први, нели, како да знаат, праша гледачката дали крениците се проблем. Значи, мој предлог е први консултација со орала специјалист и под предпоставка дека крениците прават проблем, први да се реши тој проблем, па потоа да се дојде за анестезија, за магнетна резонанца. Значи не треба да се снимаат крениците на компјутер, претпоставам таква некоја дилема имаше. Да се консултираат со орала специјалист и моја препорака е првин тоа да се реши, па потоа све друго што треба. Иако ако е потребна итна нели диагностика со сет ризики, со превземање на предострожни мерки од наша страна може да се изврши снимањето, меѓутоа е најдобро детево да биде во добра здравствена кондиција, односно решени претходните проблеми. Така, значи претходно прво со орала специјалист да се консултираат. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање за докторот. Значи, станува збор за новороденче на 3 месеци, кај кој што е диагностицирана диагноза еквиноварус, кривор попал. Треба да се направи стенотомија, операција. Прашањето ми е дали таа операција оди со локална, вообичаено оди со локална анестезија или со целосна анестезија. И дали да речем, бидејќи мајката на пораѓач од локална анестезија спинална направи лесија, дали тоа може да е ризик да и детето при примање на анестезија може да направи некоја алергиска реакција и кои испитувања треба да се направат за да се утврди дали дека може да се прими анестезија. Така, јас ви благодарам за јавањето, еве за 3-месечно бебе. Така, значи за таа интервенција анестезијата може да биде целосна општа, меѓутоа трендот како во светот така и кај нас е се повеќе со регионална анестезија. Регионалната анестезија, иако е 3-месечно бебе, може да биде и со спинална анестезија. Многу почесто ние ги работиме тоа со каудална анестезија, што исто дел од регионалната анестезија, нешто како пандан на епидуралната кај возрастните. И за второто прашање, кои испитувања треба да се направат, први на предоперативна проценка со анестезиолог ќе ги прегледа, физикален преглед, анамнеза, ако треба некои дополнителни исследувања, анестезиологот ќе им каже. Ме праша за алергии, обично на таа возраст не правиме рутински алерготестови, освен ако веќе направило некоја алергиска реакција на некој агенс или во фамилијата да има генетика за... Да, колку што разбрав, мајката доколку нели била на нешто алергична, дали може и кај детето тоа истото да се кај бебето да се појави? Па може, меѓутоа не мора да значи, рутински не би правиле кај тоа дете алерготестови. Да, значи во секој случај консултација добра со анестезиолог и ќе им бидат објаснети сите работи. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до гостите во студиото. Ви благодарим. Сакам да прашам за едно дете од 11 години има тежина 70 кг негде. Пати од епилепсија, досега има 2 напади и прима депакине лекарства по 1,5 на ден. Треба да се прави операција менискус на коленото. Сега, прашањето ми е каква
што препорачувате да анестезија, каквото скривим, дали целосна или спинална? Така јас ви благодарам за јавувањето ве со епилепсија и со терапија. Најпрвин, најважно е терапијата да се продолжи да се зема и секојдневно, како што си ја зема и пред операција и на денот на операција, значи таа е терапија што не се исклучува. Тоа е најбитниот момент. А за анестезијата, како што реков, трендот е повеќе регионална анестезија, кај овој пациент најверојатно би се идело со спинална анестезија, бидејќи се работи за менискус. Најбезбедно, со најмалку ризици покрај неговите коморбидитети, односно епилепсијата, тоа би било анестезија од избор. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува гледач од Скопје. Поздрав до докторот и до вас, водителката. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторот. Јас сум алергична буквално на сите аналгетици и анестетици. Значи, правено е на кожна клиника тестови два пати истото се покажува. Оваа година во летото правев операција, односно биопсија во Софија, затоа што во Македонија никој не се нафати да ми ја направи таа биопсија. Со лидокаин од 0,5%, каде што покажа страшна реакција со гушење, со значи неможно за паѓање во кома, неможно значи за одредени ситуации во текот на таа операција. Тоа беше страшно, многу страшно. Се сакам да прашам докторот, дали постои други методи, затоа што јас сум алергична и на анестетиците на зъби, што се па дури и на одредени ревматски таблети кои што треба да се користат. Дали постои друга некоја метода за, не дај Боже, понатака, нели, за некоја било каква интервенција да треба да се изврши? Така. Ево во случај каде што кога сте алергични на сите... Многу е овде покомплицирана ситуацијата, затоа што рече гледачката дека е алергични на локалните анестетици. Значи, ние обично кога имаме алергии на повеќе лекови, избегнуваме општата анестезија, одиме со регионална анестезија. Меѓутоа, во овој случај, кога е алергична и на локалните анестетици, ситуацијата е малку покомплицирана. Мора пациентката, овие податоци, ако дојде во текот на животот, нели, за така операција, и прашат за, не дај Боже, потреба. мора да го извести анестезиологот за својата состојба и тогаш со соодветна предоперативна припрема, односно премедикација со некои лекови и со посебна предострожност, интервенцијата ќе се изведе, ако се работи, нели, за итна и неодложна операција. Во сите други случаи, која ќе може да се одложува операција, може би е најдобро и таа да се одложува. Комплицирана е овде ситуацијата, не дека сме немале вакви пациенти, меѓутоа се решаваат и тие проблеми. Так. Пред да ги вклучиме другите гледачи, доктор Демјански, ќе се надовразам на една од гледачите, нели, за детето на 17 години што не можело и да се разбуди после подолго време. Што е клучно што треба да го кажат родителите кога се прават, нели, тие проверки, подготовки пред да се почне со операција? Дали буквално се треба да кажат за здравјето на своето дете? Да. Во педиатриската анестезија се клучни добра анамнеза и добар физикален преглед. Другите испитувања кои што кадултната популација се изведуваат рутински, како например лаборатории, рентгенолошки хемостази, обично кај децата не се потребни, затоа што се базираме на добра анамнеза, односно информации од родителот и добар физикален преглед. Што значи добра анамнеза? Родителот мора да ни каже сите здравствени проблеми кога бил, дали во минатото, дали сега. Ако се работи за помало дете, односно бебе, ги прашуваме кога гестацијска недела е родено, дали имало проблеми во текот на бременоста и слично.
понатаму, дали имаете алергии на некој лек, на некоја храна, дали имало претходни операции, анестезии и евентуално проблеми со тоа и дали било болно настинато не само во последните денови, туку последните недели, да не кажам до месец дена. Многу често родителите, сметејќи дека не е важен податокот, например, ќе испуштат да ни кажат дека било болно настинато пред 2-3 недели, не знаејќи дека иако детето моментално изгледа клинички здраво, неговите дишни патишта се реактивни и кога ќе се стави под анестезија, значи може да дојде до сериозен проблем. Така да секоја работа, јас најчесто ги прашувам пациентите дали имате нешто што мислите дека ќе ми користи во третманот на вашето дете, што треба да го знам. Значи, секој еден таков податок родителот мора да го каже. Втор момент е физикалниот преглед, како што реков. Пред се тука се испитува аускултаторно дишните патишта и срцето, односно кардиоциркулаторниот систем. Реков дека другите испитувања не се изведуваат рутински кај деца, евентуално можеби лабораторија од прст е една обична крвна слика. Сега, во зависност од здравствената состојба на детето и обсежноста на интервенцијата, на хируршката интервенција, може да побараме и дополнителни исследувања, ехокардиографија, рентгенолошки, хемостаза, меѓутоа обично рутински тоа не се прави. Така. Во секој случај родителите треба да кажат се што е поврзано со здравието на нивното дете. И не само тоа. Пристапот кај децата е многу специфичен и многу треба да се обрнува внимание како ќе му пристапиме ние на детето. Од друга страна, родителот мора да има доверба во лекарот, бидејќи децата, верувајте, го чувствуваат тоа. Чувствуваат ако родителот гледа со скепса или недоверба према лекарот, тоа се пренесува и на детето и потоа имаме проблем кога детето ќе остане само со нас во сала. Према детето треба да бидеме искрени, меѓутоа и не треба се да му се кажува и треба внимателно да се избираат зборовите. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање сакам да поставам до докторот. Повелете. Јас сум оперирана пред 3 години. Ми се сменети кршлењата, на ребрата ми се сменети, а без несвесна од јаки болки кога отидов на лекар. Добро. Од кога ме оперираа, јас отидов у четвртокот, у петокот ме оперираа, јас несвесна без, после операцијата без несвесна 7 дена. Тогаш кога ме оперираа баш дали нешто од опојката, дали нешто што е, примав некој страх од борба. Сите ми ги степале, сум плачела многу, сум паднала од кревет, сум скршила нога, сум скршила рака, цели 7 дена несвесна. Несвесна ме донесиле дома. После се свестив дури у стрејата у четвртокот. Дома се свестив. Арнама сега сите тие соништа што сум ги сонувала несвесна, само што ќе легнам и исто тоа ми се случува. Борба имало, вие ги степале, вие ги степале. Што може доктор да им препорача? Така, да. Ве разбравме, да, јас ви благодарам за јавањето. Еве колку може малку излегуваме од темата на педиатриска анестезија, меѓутоа ќе се обидеме да одговориме на секој гледач. Не знаеме сега за каков тип на операција бил извршен и зошто пациентката можеби после тоа незината состојба довела да таа треба да биде во индуцирана кома на некој начин, односно во единиците за интензивно лекување. Така да веројатно според проценката на анестезиологот во тој момент, според незината здравствена состојба или типот на операција, можеби и требало да биде во некоја индуцирана кома и затоа толку дена. Инаку од самата анестезија не би требало да има проблем. Меѓутоа не може да знаеме што сонували и зошто тоа го сонували. Да. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да го прашам, докторот се работи за 4 годишно девојче. При операција на вадење на крајници ни кажа дека развил тахиаритмија со пулс 150-200. Сега операцијата успешно е завршена, потоа бевме упатени на кардиолог детски
и кажа дека се е добро со срцето, здраво е детето, се е супер. Ме интересира дали може од анестезијата да развива така на самата операција. Така, јас ви благодарам за јавувањето при вадење на крајници. Може би од самата интервенција, од самиот стрес од хируршката интервенција, многу причини може да доведат до тоа. Предпоставам колегите само ради една предострожност ја информирале мајката за да детето се доиследи, да не случајно еве има некој проблем, среќа што испаднало дека нема проблем, така да не се работи за некоја сериозна компликација. Обично не се случува, меѓутоа еве не знам ради што може да доведат до такви тахиаритми и добро што било обавестена мајката за да понатаму се доиследи. Да. Так. Доктор Демјански, дали постои разлика во реакцијата на анестезијата кога се оперира новороденче и тинејџер? Така, педиатриската анестезија и ради овој момент е специфична, затоа што ние работиме од прематурчиња, односно предвремено родени деца кои што може да тежат и под 1 килограм, па до тинеџерска возраст кои што можат да тежат и до 100 килограми. Како што реков, многу по-специфично е анестезијата кај помалите деца, бебиња, новородени и доенчиња. Додека и кај тинеџерите си има своја специфика, се смета дека некаде 10-12 година физичките разлики се губат со адултната популација, меѓутоа остануваат оние психолошките разлики, така што и кај нив треба пристапот да биде умерен, дозиран, а анестезијата е според нивниот физикус речиси идентична како кај адултната популација. Така. Пред да ги вклучам гледачите, бидејќи во текот на одговорите споменавте, колку всушност треба да бидат и психички подготвени поголемите деца, затоа што бебињата не се сеќаваат дека им ја ставена анестезија биле на операциона сала, меѓутоа еве кога зборуваме за деца од 6, 7, 8 години, кога ги внесуваат во операциона сала, овде не се родителите со нив, тие се сами. Колку е важно да бидат психички подготвени? Така. Психичката подготовка е многу битна, меѓутоа не баш секогаш можеме и да влијаеме на тоа. Според возраста на детето, тие во секоја своја возраст имаат различни стравови. Например, доенче до 6 месеци тоа нема страв, бидејќи нема ни некоја свест за околината. Од 6 месеци до кај 4 години, нивниот најголем страв е одделување, можеби за прв пат се одделуваат од своите родители, од својата комфортна зона. Потоа во школската возраст, децата веќе имаат и страв од унаказување, од смрт и слично, а во адолесцентната возраст стравот поише се должи на губење на контрола, дека не можат да задржат контрола над нешто. Освен психолошката, нефармаколошка припрема, ние затоа кај секое дете даваме и фармаколошка премедикација уште на оделение кога се тие со своите родители. Значи, во форма на сируп им даваме лекови, односно седативи, како премедикација за што полесно да го поминат, да речеме, тој пат на одвојување од родителите до оперативната сала. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам екипата, значи водител и доктор. Благодарам. Имам две прашања за вас. Повелете. Едното прашање ми е како да се снимам на магнетна резонанса на кичма кога имам клаустрофобија. Дали може со анестезија кај возрастен човек или па да користам отворен магнет кој ми препорачуваат и дали е исто сензитивен како класичниот магнет. Да. А второто прашање е немам поставено точна диагноза на Паркинсон. Меѓутоа некој паркинсонизам. Така. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Еве, не само деца, значи имаме и возрастни кои што имаат клаустрофобија, таа машината која што, како велиме, не испушта некој страшен звук. Дали и возрастните исто така со анестезија можат лесно да го поминат тој? Не ни е рутина, меѓутоа сме имале случаи и излегуваме во пресрети за вакви пациенти. Значи сме имале возрастни пациенти кои што
имаат или оправдан страв, односно клаустрофобија, или заради нивната здравствена состојба веќе 5-10 пати го правиле тоа снимање и им представува голема травма, така да не е правило, не е рутина, меѓутоа излегуваме во сусрети на вакви пациенти да добијат барем лесна седација, ако не и анестезија за ваков вид на диагностички процедури. Така, значи може во секој случај. Се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Благодарам. Дали имаме гледач? Так, кој ќе имаме гледачи ќе ги вклучиме. Доктор Демјански, што после хируршка интервенција, после операција, што она што треба да го знаат родителите, нели кога детето ќе се буди, ќе се разбуди, кои се оние нормални реакции за да не се нели исплаша дека нешто му се случило за време на хируршката интервенција? Да, после завршување на хируршката интервенција, нели пристапуваме кон будење на детето од анестезија. Од кога ќе го разбудиме детето, односно ќе бидеме сигурни дека е стабилно кардиоциркулаторно и респираторно, тоа не оди веднаш на одделение, туку оди во соба за будење или recovery room. Тука е исто под надзор на стручни медицински сестри и лекари, каде што за време од час и половина се следат неговите витални функции, бидејќи сметаме дека тој период е, да речем, најкритичен за евентуални некои компликации поврзани со анестезијата па и сама хируршка интервенција. После тоа, детето си оди кај мајката обично на одделение, каде што и понатаму е под медицински надзор. Сега, родителите може да очекуваат кај децата најконтрастни реакции. Некои од децата се поспани, ние им кажуваме дека тоа е нормално, дека се должи дел од поспаноста и на лековите што сме ги давале во текот на интервенција, а многу од децата и си продолжуваат со нивен физиолошки сон, ако претходната вечер нели од стрес не биле спиени или слично, така да ги убедуваме родителите да не се паничат, бидејќи е нормална процедура. Многу често не прашуваат, ама кога ќе се разбуди веќе на одделение. Детето е веќе будно, е стабилно, меѓутоа можеби тоа е негов физиолошки сон. Од друга страна имаме и деца кои што се многу вознемирени. Тоа се обично во наводници мирни и тихи деца кои претходно го чуваат стравот во себе, па потоа кога ќе се ослободат од тие кочници, да речем, кој ќе заврши интервенцијата, стануваат вознемирени, плачливи и слично. И други некои, иако ретко, меѓутоа ете како нус ефекти, може да има гадење, повраќање, појава на болка или слично, работи кои што се дешаваат ретко и на кои што веднаш реагираме со соодветна терапија. Така, значи тоа се оние реакции кои што се најчести, кои што сигурно родителите веднаш ги дознаваат. Кои што ги загрижуваат родителите, така. да. Имаме гледач, повелете во програма сте? Прашање? Да, повелете, ве слушаме. Мојата ќерка оперирана има 9 години, ама има една... Ве слушаме, да, повелете. Мојата ќерка има 9 години, оперирана е скоро една недела. Ама не јаде ништо. А каква хируршка интервенција е направена? Од крајниците. Крајници. Така. Јас ви благодарам за јавањето. Колку може ова да биде поврзано со анестезија, колку со самата состојба? Не би требало да биде поврзано со анестезија. Сега не знам, можеби детето чувствува нелагодност или болка при голтање, па затоа одбива да јаде. Можеби едноставно му е некој психолошки одбранбен механизам. Навистина не би можел да навлегувам. Најдобро да си се јават на консултација кај лекарот кој што е извршил интервенцијата. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Повторно, добар ден. Јас не го слушнав вториот одговор на моето прашање или вие не го слушнавте? За паркинсонизам? За паркинсонизам. Да, го слушнав, меѓутоа стварно... Само момент. Ајде. Само момент. Значи, примам амантадин или пекамерт. Добро. Дали тоа ќе штети на анестезијата? Треба да вадам жолчка? Не, апсолутно не. Треба да си продолжите со терапијата како што си ја пиете секојдневно, да. Така. Еве да се надоврзам и на гледачката, претпоставам дека и кај деца споменавте некои што си имаат хронични заболувања или што мора да примаат одредена терапија. Дали постои некоја хронична болест која што може да биде контраиндикација за анестезија? Контраиндикации, апсолутни контраиндикации нема. Релативни контраиндикации има.
да се навратам, зашто викам нема? Ако е хитна интервенцијата, немаме апсолутна индикација. Ако е витално загрозувачка индикација, ќе влеземе во сала и детето да е болно, и ако ризикот за неизвршување на интервенцијата е поголем од ризикот за анестезија. Меѓутоа, за елективни операции, односно операции кои што можат да се одложат и за месец, два, а ништо да не се смени во состојбата на детето, тогаш препорачуваме кога детето не е во добра здравствена кондиција, кога е настинато, болно или има некој проблем, да се пролонгира, да се соодветно третира, па потоа да се јави повторно за закажување на операција. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Така. Немаме гледачи, меѓутоа и сме при самиот крај на емисијата. Ми остана доктор Демјански уште да ве прашам, она што знам дека понекогаш исто така ги интересира родителите кога одат на стоматолог со своите деца, колку се безбедни локалните анестезии, меѓутоа и во кој случај вие правите и целосна анестезија кога треба да се прави стоматолошка интервенција? Локалните анестезии си ги аплицираат самите стоматолози. Иако ризиците се мали, сепак нели постојат ризици како алергиски реакции на локален анестетик и слично, зашто пак стоматолозите се обучени да реагираат, односно да дадат прва помош. За целосна анестезија за стоматолошки процедури се изведуваат кај деца кои што имаат пречки во развојот и кои што на ниеден начин нема шанси да соработуваат на стоматолошкиот стол. Во тој случај ги изведуваме тие интервенции под целосна општа ендотрахеална анестезија. Каде што предпоставам мора да бидат исто така под надзор како што се и за било која... Како исто како во операциона сала. Со истиот мониторинг, респиратор за дишење, истите лекови, општа анестезија, меѓутоа за стоматолошка процедура. Па ќе кажам, тоа е исклучиво за деца со пречки во развојот, кои што на друг начин нема можност да соработуваат за истата интервенција. Така. Кажавме многу работи кои што се поврзани секако и со анестезија и што може да биде и што треба да се направи пред да се влезе во операција. Меѓутоа, претпоставам дека заклучокот е дека не треба ниту родителите, ниту децата да се плашат од анестезијата, бидејќи понекогаш е навистина нели неопходна за да се зачува здравјето на детето. Да, како што реков, анестезијата е безбедна, контролирана процедура. Ќе напоменам дека трендот како во светот, така и кај нас е со најнови техники на анестезија, односно се дава првенство на регионалната анестезија, што помалку општи целосни анестезии и пласирање на тој тубус и на машина за дишење, се повеќе на регионална анестезија, каде што се обезболува еден дел од телото, иако кај деца мора да бидат и седирани, значи комбинација на регионалната со седација, така да нема место за паника. Би рекол, како за крај, нашата цел не е само изведување на безболна интервенција, туку едно безбедно, човечно и искуство ослободено од стрес како за детето, така и за родителот. Так. Доктор Демјански, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што еве зборовме за оваа тема, како што слушавме и од самите гледачи, имавме интерес и добивме корисни информации што значи анестезија и кај бебе и кај повозрасно дете. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.